Добар ден, почитувани гледачи. Ден пред викенд се дружите со мене Кристина Атовска и со мојот колега Христијан Баневски. Стандардно секој четврток го отвораме маратонското студио 1. Денеска ќе разговараме на многу важни теми. Денеска се состана и комисијата која треба да одлучува за членовите, поточно идните членови на Државната антикорупцијска комисија, која во последниве години можеби и одоби називот корупцијска. За се она што подготвивме за вас денеска ќе ни информира колегата Христијан Баневски, потоа се враќаме во студиото со нашата прва гостинка. Така, почитувани, добар ден и од мене, а во првиот блок до 14 часот и 30 минути, кога се вестите во студио 1 со колегата Александар Петрески, како што најави колешката, имаме гостинка на тема токму околу изборот на членовите на новата антикорупцијска, а тоа е господјата Сладјана Тасева од Transparency International, која што ќе ни се придружи кратко по најавите. Веќе во следниот блок во 15 часот и 20 минути се враќаме повторно јас и колешката Атовска по вестите, а тука ќе разговараме со наши колеги, односно колешката Искра Петческа, која што го следеше денеска судски процес на специјалното јавно обвинителство. Секако ќе погледнеме и извештај од колегата Игор Стефановски, кој пак ги следеше завршните зборови на рочиштето за 27 април. Во овој дел имаме една сторија која што ја најавивме во вторникот, меѓутоа не беше емитувана поради причини кои што ќе ги објасниме дополнително, а на крајот на овој блок секако стандардно ги анализираме настаните од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ. Во 16 часот имаме уште едни вести и по нив следува кујната на Маја. Потоа се враќаме јас и колешката Атовска во уште еден блок од ова студио 1 и ќе разговараме со поранешниот министер за финансии, господинот Джевдет Хајредини, околу скандалот со дупката во ПИОМ и останати теми кои што секако ги засегаат вас, гледачите. Потоа следува забавниот дел, возење со Вучиќ, ексклузив и мода со Сергеј Варошлија, а во 19 часот и 15 минути ќе погледнете разговор на колегата Владко Чаловски со Беки Масани, кој што е LGBT активист, и Арно Готиев Аус, председател на мрежата Амбасади на еднаквост. Во дневникот во 20 часот со колешката Джугуманова и колегата Чомовски гостува Имер Салмани, а во 21 часот колегата Чомовски, односно во 22 тој ги отвара линиите за вас, во 21 ќе разговара со судиката Вера Коцу. Тоа е накратко она што ве очекува денеска во ова маратонско студио 1, а тука со колешката ќе направиме една кратка пауза за да можеме да ја сместиме и нашата прва гостинка за денеска, која што ја најавивме, господјата Сладјана Тасева од Transparency International. Останете со нас. Во ексклузив ке гледате и погледна на смртта во очи, но се крена и продолжи понатаму. Прво телевизиско интервју на Дејан Миличевиќ по мозочниот удар. Ви откриваме кои од познатите делеле иста клупа во училиште. Многу генерации пораснаа со него. Малиста поликала. Браво! Искрено и отворено со легендата на македонските народни приказни Лазар Бараков. Ѓорѓи Колозов, тој е редок човек, што може да го поседува некоја држава. Мислам, некој народ. Гледајте ексклузив денеска од 18:15 часот на 1 ТВ. Серискиот убиец секојдневно зема нова жртва, а полицијата е немоќна. Како да се влезе во неговиот ум и која е следната адреса на која ќе се пролее крв? Психолошкиот трилер Падот. Секој вторник и четврток на 1 ТВ по 23 часот. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот.
Како што споменав во минатото, оваа антикорупцијска комисија, луѓето ја нарекуваа корупцијска поради големиот број скандали, но можеби и поради ефикасноста на истата. Речи се 10 месеци без антикорупцијска комисија, нов закон и сега има некаде околу 80 на пријавени кандидати за местата во антикорупцијска. Господја Тасева, добро дојдовте во студиото на 1 ТВ. Кажете ни пред се за оваа бројка на пријавени кандидати, дали е очекувана и што кажува ова во овој момент со оглед на лошата репутација на оваа комисија во минатото, дали е ова еден свеж почеток, дали оваа заинтересираност на кандидатите може би покажува дека ќе се променат работите? Прво им благодарам за поканата. Да, интересно е дека додека го пишувавме законот, имаше резерва првин околу критериумите, дека се високо поставени, дека дури прашањата дали мислиме дека во Македонија има доволно луѓе кои што ќе ги исполнат поставените критериуми за да се пријават за членови на Државната комисија за спречување на корупцијата или пак за председатели каде што критериумот е уште повисок. Очигледно е дека има луѓе и има луѓе кои што се подготвени да се пријават за членови во оваа комисија, што е исто така многу добар сигнал. Една друга резерва која што во тоа време ја искажува беше процесот, начинот на кој што ќе се избираат членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата, каде што ние предвидовме дека тоа ќе биде јавен, партиципативен, транспарентен процес кој што директно ќе се емитува на собранискиот канал, кој што во интервјуата ќе учествуваат и представници од невладен сектор и медиуми и од други институции, без да се прашањата се отворени. Исто така имаше резерви од тој тип, дали луѓето ќе бидат подготвени, затоа што сепак не е едноставно да се појавиш така пред јавноста и да прифатиш таков тип на интервју, но нашиот став беше дека очекуваме дека ако веќе луѓето сметаат дека можат да бидат членови на таа комисија, мора да се соочат и со фактот дека треба да бидат и транспарентни и подготвени да одговорат на сите прашања кои што ќе се однесуваат на нивниот интегритет и нивната компетенција. И драго ми е навистина дека имаме толку голем број на пријавени кандидати, што значи дека ќе имаме можност да се одберат квалитетни, компетентни луѓе со интегритет, кои што би представувале и нов почеток во работењето на комисијата. Сметате дека недостатокот на вакви критериуми во минатото придонесе за неефикасноста на Комисијата за спречување корупција? Да, во почетокот, кога прв пат се донесе законот 2002 година, и тоа малку критериуми што постоја во предлогот за тој закон беа избришани од страна на политиката, која што сакаше тоа да биде отворен простор. Затоа ние од невладиниот сектор тогаш предложивме, ако веќе нема критериуми, бараме 20 членови да бидат од невладиниот сектор. И се прифати тоа, јас така станав тогаш член на комисијата. Меѓутоа, понатаму, првиот состав на комисијата ја имаше судбината на многу мали очекувања, мали ресурси, немаше простор за работа, немаше ништо. И се очекуваше дека се формира комисија за ништо да не работи. Меѓутоа, ги изненадивме, очигледно, се уште тврдењата дека тој прв состав на комисијата најдобро ја постави и ја одработи работата, но понатаму политиката разбра дека не сакаат всушност ваква комисија која што ќе им дише во врат и искористија недостаток на критериуми и постапка за избор на членовите да ја партизираат до крај и да ја направат комисијата послушник, па дури во некои елементи и соучесник во коруптивните однесувања на властите. Смени со ваквиот начин на избори со оволкава бројка на пријавени од различен профил луѓе, што изненадува, ако можеме така да кажеме. Но тоа се очекувањата, значи да се постави еден вакав висок праг на очекувања, на критериуми, на постапка за избор, да се инсистира на јавност во таа постапка, да луѓето се соочат со фактот дека целата јавност ќе знае
кој ќе биде избран на крајот на криштата, нели? Таа комисија за селекција не може таа комисија за селекција не може самоволно и своеволно да одлучи надвор од она што ќе се покаже како квалитет. Има некој кој дише во врат, ако можеме така да речеме. Значи целата јавност ќе може тука да суди дали оваа постапка се спроведува како што треба. И тоа е веќе, јас би рекла, минимум гаранција. Затоа што и кога ќе влезе некој во комисијата, ти не можеш да знаеш, на крајот луѓето не се бираат толку лесно, се смета дека тие луѓе внатре ќе го внесат својот интегритет, кој што веќе го имаат од претходните нивни искуства, претходното работење, и дека ќе застанат цврсто на имплементација на законот. Верувате дека новиот состав ќе успее тоа да го направи? Со оглед на интегритетот на претходнава комисија. Не сакам ништо, значи очекувањата се големи и очекувам и верувам дека ќе се зафатат. Би сакала многу да ги охрабриме сега сите да се зафатат, тоа да го направат. Имаат многу можности, законот значително ги зголемува надлежностите на комисијата, значително ги зголемува ресурсите со кои комисијата ќе располага, можностите тие директно да прават проверки во 15, дури 60, понекаде се споменуваат различни бази на податоци, сами да се подпираат на можностите и капацитетите внатре, а не толку на очекувањето од другите, но и уредувањето на процедурите, обврските другите кон комисијата што ќе ги имаат и така натаму. Мислам дека има многу што да покаже сега Државната комисија за спречување на корупција. Пред малку ја споменавте политичката волја и политичкото влијание врз оваа комисија. Со оглед на фактот дека толку долг период ние немаме комисија, односно комисијата е без членови, каква мислите, како ја оценувате вие политичката волја на оваа владеачка гарнитура? И дали ова искрено заземање за проблемот со антикорупцијската или овој балон, овој вакуум на време што беше оставен можеби и покажа дека сепак се калкулира со се во ова? Знаете, впечатокот не е добар до сега. Според мене, политичарите тврдат дека има политичка волја со самото тоа дека е донесен закон. Јас тврдам дека тоа не е доволно. Значи, политичката волја да се донесе законот се создаде откако се направи притисок од граѓанскиот сектор дека не може да остане повеќе без антикорупцијска комисија, затоа што во меѓувреме се случуваа многу работи за кои што требаше комисијата да се произнесе. Понатаму, прашање на политичка волја е како ќе се спроведува законот. Тој ќе зависи од самите луѓе што ќе влезат внатре во комисијата, спроведувањето на законот. Но ние сме имале и во минатото, нашата комисија е оцената како многу добра. Меѓутоа, немавме проток над нашата работа низ обвинителството и низ другите институции. Ако не имаме блокада на институциите, односно на она што ќе го сработи комисијата, како што впрочем му се случуваше и на специјалното јавно обвинителство, а тоа е исто така политичка волја, да ти инсистираш и обезбедиш непречено функционирање и работа на јавното обвинителство, кај што денеска исто така гледаме силни влијанија од страна на политиката и не само на политиката. Олигархијата се уште има големо влијание таму. Значи, за да зборуваме за политичка волја за борба против корупцијата, не е потребно само да напишеме и да донесеме закон и да избереме членови на комисијата, но треба да се обезбеди целиот тој систем непречено да функционира и на тој систем да има контролни механизми. Дали затоа и се е таков резултатот од кога се објави индексот за перцепција на корупцијата и како очекувате овие бројки, односно податоци кога сме кај индексот да се движат понатаму по изборот на ова тело и по составување, по вставање во функција на реформираната антикорупцијска? Знаете, тоа е индекс на перцепција на корупцијата, сепак не е реален индекс кај што мериме ефикасноста на работењето на институциите. Тој индекс до 2007 година и 2008 беше прилично висок. Тогаш бевме на 60-то место, за разлика од 107 до лани, сега сме 93-то.
на тој индекс, високо 600. Значи, тој е осетлив на случувањата, вербата, довербата, што се случува во работењето на институциите. И тоа што малку сега се подобривме за 2 поени, според индикаторите кои се користени, е резултат на подобрување на атмосферата на демократичност. Сведоци бевме дека имаше некој партиципативен процес на пишување закони и учество на луѓе од невладин сектор во различни институции. Тоа покажа подобрување малку и она што вербата што ја подигна работењето на специјалното јавно обвинителство во изминатите 2 години, каде што реално тие постапува, отвара обвинение така натаму. Треба и да очекуваме дека доколку продолжиме со ова, ако ја иземеме амнестијата, мислите бидејќи амнестијата според моите сепак влијаеше многу на сите перцепции на намалување на довербата во владата и во амнестијата поремети довербата во власта и во владењето на правото. Апсолутно. Колку таа амнестија се доведува во врска со корупцијата, дополнително ќе видиме во индексот до година дали тоа ќе се поради тоа што причините поради кои беше донесена беше. Меѓутоа, тој индекс е индекс на перцепција пред се на економски оператори, оние кои што работат на економските параметри, колку се условите за бизнис добри, а таму пак гледаме во тие параметри дека судството е кочничар за економскиот развој затоа што неговите одлуки не придонесуваат за владење на правото во сферата на деловните односи. И повторно имаме проблем кој што можеби не го гледаме толку, сите гледаме во кривично-правните аспекти на корупцијата, а корупцијата таму кој што се случуваат спорови поврзани со деловното работење и со бизнисот, никој не ја гледа, а тука е високиот проблем со корупцијата во судството. Така да, за да очекуваме било каква промена на индексот, кој што ќе значи сериозно поместување, ќе значи дека мораме и да покажеме сериозен пристап кон овие реформи, а не само фиктивен. Се ова, ние ако ги гледаме извештаите од Европската Унија и досега, 5 години наназад се многу розови. Се многу позитивни, нели? Предходната влада исто викаше многу, ние сме исполниле се, како не, се е добро. Ние навикнавме на приказните за розови на да, меѓутоа тие розови на очари не се одразуваат така на индексот за перцепција. Ние гледавме таму дека спомнавте СЈО и судскиот дел како еден од клучните параметри во овој индекс, со оглед на вчерашната одлука на Врховниот суд со која практично паѓаат во вода 18 чинам предмети на специјалното јавно обвинителство. Сметате ли дека тоа видно ќе се одрази до година? Знаете што, тоа ќе се одрази на многу повеќе работи отколку само на индексот за перцепција. Тоа ќе се одрази и на нашиот процес за започнување на преговорите со Европската Унија и на многу други работи за кои што сега можеби не гледаме или не сме свесни. Тоа е апсолутно несоодветно постапување на судската власт, односно упат на судската власт во работењето на законодавната власт, работи кои што дополнително ќе се преиспитуваат и ние не треба да го прифатиме ова што го направи Врховниот суд како здраво за готово, како што не треба ни помилувањето од председателот да го прифатиме како такво. Значи има многу работи кои што мораме да ги расчистиме. Можеме ли да речеме дека СЈО беа тие розеви на очари преку кои што гледавме, а сега Врховниот суд ни ги симна? Не, тој не ги симна на очарите, тој се стави уште еднаш во служба на политиката. Значи, тука зборуваме веќе за политика и за политичка корупција. Што е доказ дека не завршило политиката и политичката корупција која што кај нас секојдневно сега се одвива пред наши очи. Дел од таа политичка корупција и амнестијата. Точно таргетирани луѓе, политичари да се остават надвор од дофатот на правдата. Состојбата на недопирливост, на корумпираните. Како што, морам да забележам, е состојба со функционерите од една политичка партија, која беше и во минатото мнозинство и во актуелното. Значи, јас не памтам во нашето правосудство, откако постоиме како независна држава, ефикасни судски постапки и пресуди над бивши политичари и функционери.
Постои пакт на ненапаѓање и недопирливост. Никогаш тие едни не одат едни против други. Само се дига фама, сите губат избори заради корупција, другите добиваат поради ветување дека ќе прават нешто, меѓутоа никој ништо не прави. И сега гледаме дека и дури и СЈО е жртва на некој начин на овие политички пазарања за да се постигнат некакви што сега цели кои што ги има политиката, за кои што му треба некои од гласачите или коалиционите партнери затоа што тие испорачале одредени барања. Но мислам дека за овие работи веќе мораме да говориме јасно и гласно и конкретно и дека е време да се престане. Контрадикторно е бидејќи се зборува дека сите овие чекори кои што власта ги презема се водат во насока на почнување на преговорите на евроатлантскиот пат и слично. А таму не можеме без намалување на корупцијата во општеството. Знаете што ова се прикажува и амнестијата и договарањата политички и сите измената на кривичниот законник, не знам што, за да некој не повторно за да некои останат недостапни на правдата, се прикажува дека тоа се прави заради наше добро, заради интересот на сите. Но мислам дека тука е најголемата грешка. Ние не смееме тоа да го прифатиме, затоа што со тоа се дерогира целосно владењето на правото, правната држава и воопшто можностите за било што да се коригира. Вие сега гледате, имаме милион работи кои што се случуваат, скандали различни, она што се случува пензискиот фонд, веќе моравме да имаме ние обвинение или јасен став од страна на обвинение. Значи, таму ни кажа дека се е разбрано, дека они анализирале, виделе што се случило, знаат и што повеќе. А имаме жестоки напади од друга страна кон министерството кој што направил, како направил. И тоа е резултат на политичко пазарање сега. Или што? Или барем така мислат значи, повеќе немаме право да молчиме пред ваквите состојби. Мораме да проговориме. Очекувам тоа да биде и дел од улогата на Државната комисија за спречување на корупцијата, но мислам дека и сите ние кои што ги гледаме работите малце подобро да ги кажеме онака како што ги гледаме. За крај, бидејќи не гази времето, гледам многу имиња пријавени, како што се Ангеле Илиевски, Горан Митевски, екс-директорот на УБК, Златко Биковски, Максим Ацевски, поранешниот обвинител Александар Наков. Помеѓу пријавените има и новинари Горан Трпеновски, Джелјал Незири и така натака. Какви членови, каква позадина треба да имаат членовите на новата антикорупцијска, за да можеме ние како граѓани да имаме доверба во овие лица кои ќе бидат избрани? Знаете што, она што е формален критериум е јасен. Години на работно искуство во работење во оваа област на борба против корупцијата. Тие се формалните критериуми кои се минимални, кои што денеска еве комисијата веќе заседава за да расчисти кои од нив ги исполнуваат формалните критериуми. Сето друго е работа на проценка преку интервјуто. Колку некој има интегритет, колку некој навистина реално знае за што зборуваме тука, ќе видиме од интервјуата и целата јавност. Јас навистина овде немам некого што би го издвоила, но се надевам дека ќе го направиме добриот избор. Ви благодариме за денешното гостување во Студио 1, сепак е ова една од најактуелните теми, а и доста спорна во нашето општество. Корупцијата сепак е нешто со кое што се занимаваме секој ден. Ви благодарам за поканата и за вниманието што го посветувате на ова прашање. Почитувани, кога ја спомнавме Собраниската комисија за прашање за избор и именување, Собранието формираше 7 члена комисија за селекција на овие кандидати која сочинуваат Мухамед Зекири од СДСМ, Артан Груби од ДУИ, Зоран Илиовски од ВМРО ДПМН и Владанка Авировиќ од независната претеничка на група на ВМРО ДПМН. Оваа комисија веќе денеска заседава како што и спомнавме, а тука ние веќе се одјавуваме во овој прв блок. Останете и натаму со нашата програма, следуваат вестите на 1 ТВ, а ние со колешка Татовска се враќаме повторно во 15 часот и 20 минути.